Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Денеска сме понеделник 27 декември 2021 година. Уште 4 дена не делат од почетокот на новата 2022 година. Ово утро сонцето изгрева во 6 часот и 54 минути, ке зајде во 16 часот и 10 минути. Како што приметуваме, полека по неколку минути денот се зголемува. Така да навлеговме веќе во зимата и ги броиме деновите кои ќе ни дојде пролета. Што се однесува до останатите сервисни информации за временската прогноза, таа гласи дека денеска ќе имаме умерено до значително облачно време, со повремен дожд, поинтензивен во западните делови од земјата. Ке дува умерен до заселен ветер од јужен правец, што очигледно температурите се повисоки. Ово утро имавме плюс 2 до 8, а дневните ќе бидат од 5 до 13 степени. И вчера и завчера, за викендот, како што приметивте, почитувани гледачи, посебно овде во Теквишијат, имавме убаво, пријатно време и сонце. Продолжуваме со нашата денешна утринска програма. Пред да ја прочитаме и поракава утринска за ова наша емисија, накратко ќе се помолиме. Господи Боже наш, те благодариме што и денеска не пробуди во живот и здрави, те молиме да не чуваш, да не водиш по Твојата милост, те молиме во името Христово. Амин. И денеска ќе прочитаме, почитувани гледачи, пред утринската порака да ја проследиме неколку афоризми, односно капки на мудроста. Тие мора да научат дека овој свет не е само за одржување на свечени паради, туку бојно поле. Навистина е така. Библијата вели дека ние сме нова бојно поле, каде што сатаната како лав рика и сака да не уништи. Денеска постои борба за човечкиот ум. Кој ќе управува, дали Бог или сатаната? Поубаво е да Бог управува со нас, почитувани пријатели. Не гледајте на детето како скапоцен камен, туку трудете се тоа да направите од него. На децата и младите цел живот ќе им служи на добро ако ги научиме храбро да се соочат со сите неволи и потешкоти. Вашите деца го сликуваат вашиот карактер, затоа трудете се да им оставите добар пример. Краткото однесување, ведриот разговор и љубезните постапки ќе ги врзат срцата на децата за нивните родители со свилени нишки на љубовта и ќе го направи домот попривлечен отколку најретките украси што можат да се купат со злато. Еве тоа беа неколку капки на мудроста кои повторно се однесува за децата, односно за воспитување на нашите деца. И ово утро, почитувани гледачи, сакам да ги поздравам сите они кои во меѓувреме се вклучија во нашата утринска програма. Вие следите утринската програма на радио Глас на надежда од Квадарци. Денешнава утринска порака ја наоѓаме во Евангелијата според Матеја, 11 глава, 28 стих. Дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени, јас ќе ви дадам одмор. Насловот е Небото започнува на земјата. Оние кои го држат Христа за збор и му ја предават својата душа на чување, а животот го стават под негова контрола, ќе најдат мир и спокој. Ништо на овој свет нема да ги растажи, бидејќи Исус со своето присуство им дава радост, во совршеното предавање и совршен мир. Господ вели, чие знаење е цврсто, кој го чува мирот, зашто се надева во тебе. Исаја 26 глава,
3. стих. Нашиот живот може да ни изгледа замрсен, но кога ќе се предадеме на мудриот учител, тој нашиот карактер ќе го изведе на своја слава. И тој карактер кој ја остварува славата ќе биде примен во рајот Божи. Обновениот човечки род ќе оди со него во бело, бидејќи се достојни. Преку Исуса влегуваме во мир и тука започнува небото. Ние одговараме на неговиот повик да дојдеме и да учиме од него и со тоа доаѓање започнува вечниот живот. Небото е непрекинато приближување кон Бога преку Христа. Што повеќе престојуваме во небесното блаженство, пред нас ќе се отворат се поголема и поголема слава, и што повеќе го запознаваме Бога, ќе биде поголема и нашата среќа. Кога Господовиот народ ќе се исполни со кроткост и нежност, ќе разбере дека неговото знаме е љубов и дека неговите плодови се сладки. На земјата ќе направи небо кое е приготвено за оно небо горе. Додека одиме со Исуса преку овој живот, можеме да бидеме исполнити со неговата љубов и задоволни со неговото присуство. Се што може човечката природа да поднесе, ние ќе добиеме овде. Но што е тоа во споредба со она што доаѓа? Затоа се пред Божиот престол и му служат дење и ноќе во неговиот храм, а оној кој седи на престолот ќе го обтегне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, нито да ожеднат, нито сонцето ќе ги пече, нито некаква жега, зашто јагнето кое среде престолот ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода. И Бог ја избрише секоја солза од нивните очи. Еве тоа беше коментарот, почитувани гледачи, на текстот кој го најдовме во Матеј 11:28, каде што Исус не повикува денес да дојдеме кај него такви какви што сме. Бог приготвува нешто величествено, бидејќи како и насловот што гласеше, небото започнува овде. На оваа земја ние мора денес да се припремиме, да се подготвиме, да се научиме за еден ден да бидеме на небото заедно со Христа и со сите спасени. Ако денеска не го следиме Бога, не го следиме Христа, неговиот пат, нема никогаш да се најдеме со Бога, со Исуса на небото. После 1000 години поминати на небото, вечниот живот ќе отпочне овде, нова наша планета. Но таа планета ќе биде обновена, очистена од гревот и од грешниците и од големиот лажливец сатанат и неговите демони, за секогаш ќе бидат избришени, односно уништени. Овде пишува дека преку Исуса влегуваме во мир и тука започнува небото. Небото е непрекинато приближување кон Бога преку Христа. Што повеќе престојуваме во небесното блаженство, пред нас ќе се отворат се поголема и поголема слава, и што повеќе го запознаваме Бога, ќе биде поголема и нашата среќа. И на крајот овде писателот ни дава текстови од Откровение 7 глава. Зато се пред Божиот престол, спасените секако тие ќе бидат пред престолот Божи и ќе му служат дење и ноќе во неговиот храм, а оној кој седи на престолот ќе го обтегне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, нито да ожеднат, нито сонцето ќе ги пече, нито некаква жега. Зашто јагнето кое среде престолот ќе ги пасе и ќе ги води на извори жива вода, и Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Овде Јован употребува една символика, вели ќе го обтегне својот шатор над нив. Всушност тој е Божиот престол. Тука Бог ќе престојува. Нова наша планета, тројството ќе превладува овде. Овде ќе биде центарот на целата вселена. Зашто јагнето кој среде престолот. Јагнето, знаеме, символика за Исуса Христа, кој бил заклан, односно кој бил принесен на Голготскиот крст. И цело време израелците пренесувале јагниња, ги колеле, кој го символизирало Исуса Христа, кој ќе биде даден на жртва за наше спасение. И што е најважно, Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Тоа е оно што христијаните се надевале во сите векови во минатото, и денеска се надеваме дека еден ден ќе престанат солзите, ќе нема марамче за бришење на солзи, зашто Бог ќе уништи смртта. Денеска смртта е најголем човеков непријател. Ќе отпушти еден нов живот бесконечен со Христа.
Продолжуваме со песна, почитувани гледачи, а потоа повторно се враќаме во нашата програма. Svet gostin su, to go znam, i životo težok je, polne sogre, zato ako plejam, zato i poubav sve, kada što nema bol, ni tu smrt. Čast se spremam jaz, zato i dom ljubav dom, što me čeka vostaj, za mene to je vječen raj. Zato i ljubav sve sme spremni Bogoj čas. I dojdeš ti so mene razmisliti, da bideme zajedno te dni, može biti to je tvoj od posleden čas, ne čekaj bednaš ti odluči. Zato i ljubav sve Еве не повторно назад во емисија почитувани гледачи. Следува рубриката за молитвата. Како што и сами знаете, секој утро читаме, зборуваме, размислуваме за молитвата или имаме интервју со луѓе кои ја доживеале и ја доживуваат молитвата во својот секојдневен живот. И денеска ќе ви пренесам неколку убави мисли од книгата Неверојатни одговори на молитва од господинот Роже Монро. Човек исполнет со молитва, човек посредник кој се молил за многу луѓе и тие доживеале преобратување, односно го запознале Христа и доживеале убави моменти во својот живот. Тој продолжува и вели: кога изговорив ова кратка молитва, чекав одговор. Еве да ја проследиме молитвата. Драг Спасителу, направи ме мудар
посредник за моите пријатели, така што најдобрите благослови на нашиот татко ќе може да го крунисаат нивниот живот и да ги доведат во Божиот град. Тоа била неговата молитва, молитва посредничка. И понатаму вели, кога изговорив ова кратка молитва, чекав одговор. На моје големо изненадување, еден одговор стигна во облик на текст кој го запаметив во 1947 година. Годината ја спомнувам поради еден важен настан што ме наведе да го запознам тој важен цитат. Оние кои неискрено се молат за леп да ги нахрана душите, нивните молитви ќе бидат одговорени. Интересна мисла. Оние кои неискрено се молат, наискрено се молат за леп да ги нахранат душите, нивните молитви ќе бидат одговорени. Радост го преплави моето срце. Ти благодарам, Господе, за инспирацијата. Тогаш се сетив дека во текстот на истата страница во книгата Христовите параболи Елена Вајд зборува за ветувањето, виножитото кое го обкружува Божиот престол. Го вклучив светлото, ја зедов таа книга од нокната масичка и започнав повторно да го читам спомнатиот текст. Не сватив веднаш дека Господ ме води во пронаоѓањето одговор на мојата бесконечна листа на молитва. На почетокот од оделот што го пронајдов, ги прочитав овие зборови. Како и Арон, кој символички го представувал Христос, нашиот Спасител во светилишето, ги носи имињата на сите припадници на својот народ, на своето срце. Така Арон, кога да влегува во светилишето, нека ги носи на своето срце имињата на Израелевите синови, на надградникот судски, за да ги повикува секогаш во спомен пред Господа. Овде се наоѓаше одговорот на моите прашања. Сакам да имам Господ кој на наградникот на својата правда ги носи врежени имињата на мојата листа за молитва. Думрев тој ден, Исус, божествениот застапник, ќе продолжише да посредува за нив пред престолот на милоста. Јас имам своја листа за молитва и на неја во текот на една днеценија беа напишени над 100 имиња на луѓе чии потреби не му здосадиле на Господа застапникот. Апостол Павле длабоко уверен напишал, зашто немаме правосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во секако нас, освен гревот. Значи, овој човек имал листа на луѓе запишени преку 100 имиња, за кои секојдневно се молел и посредувал. Во раните 70-ти години, додека работе во Бафало на телефонскиот именик, предпоставените ме замолија за помош пред неодредена работа. Имено во државата Њујорк беше спроведена анкета во врска со вовидувањето на телефонот, па некој требаше да управува со големи работи, од кои многу беа и во канадскиот град Монтреал. Таа работа требаше да трае околу 1 месец. Ја прифатив обврската и енергично се впуштив во работа. Божествената сила на Светиот Дух пред мене отвори пат и потватот беше изведен многу успешно. Згора на тоа, таа година бев еден од 20 посебно наградени во државата Њујорк, а почестен сум и со тоа што станав член на одборот на клубот на успешни референти, оние кои постигнале воредни резултати, продавајќи огласен простор на жолтите страници на телефонскиот именик. Бидејќи цел ден ги извршував работите во Монтреал, се вратив околу 19 часот и веднаш се јавив во одборот за анкетирање на профитот тој ден. Во тој момент стигна и Ентони, колега од работа, да го испрати својот извештај. Тој имаше уште еден деловен состанок со градежниот предприемач и немаше време за вообичајниот оброк, па решивме заедно да вечераме. И да проследиме сега што се случувало за време на вечерата. Додека вечеравме, Тони ме запраша за сопругата и децата. Неколку минути подоцна ми раскажа некои поединости за својот семеен живот. Повторно и во овој случај видов дека Светиот Дух ме повикува и овој човек да го ставам на листа за молитва. Тони се каеше поради едно случување што предизвикало несреќа на неколку луѓе. Тоа случување предизвикало губење на работното место на кој Тони дошол со напорна работа, а предизвикало и отугјување на Тони и неговите деца кои толку многу
ги сакал. Се започнало на божикниот собир на банкарските службеници. Тој разговарал со председателот на банката и со неговата секретарка, кога дошла девојка со писмо и му кажал дека поради телефонски повик мора да ја напушти забавата порано. Девојката прашала дали секретарката на банката може да ја однесе дома со уште некој. Во тој момент Тони понудил помош. И така сега тука се развили некои потисни врски на овој господин Тони со неговата колешка секретарка. Тони морал да го продаде својот бизнис за да плати долгови и судски трошоци. Се јавиле некои проблеми, тој и неговата пријателка едноставно заминале од градот. Напорно работеле 3 години настојајќи да воспостават, како го нарекле, својот нов живот, а тогаш неочекуван настан ги урнал сите нивни соништа за еднината. Тони бил многу скршен, разочаран, безволен, скоро останал сам, но сега, кога се запознал со Роже му понудил да се моли на Бога за него, Бог да му даде сила да се издигне над проблемите и да Бог го води неговиот живот. И навистина на крајот Тони бил среќен и радостен, кога Господ му помогнал да најде нова работа и остварил нов животен правец со Господа. Почитувани пријатели, навистина Бог е семоќен. Можеби ние наидуваме на различни проблеми, но ајде да ги препуштиме тие проблеми на Бога во молитва. Бог има решение. Тамо кај што ние не гледаме нито едно, Бог има 1000 решенија. Затоа молитвата ни е дадена како средство каде што ние може да комуницираме со Бога, да ги кажеме нашите радости, но и нашите жалости, нашите проблеми, а Бог ќе најде решение. Наше да му веруваме на Господа и чврсто да се држиме за неговите ветувања, бидејќи Бог рекол: тропнете, ќе ви се отвори, барајте, ќе добиете, чукајте слободно преку молитва на Божјата врата, почитувани гледачи, а Бог ќе одговори тогаш кога ќе процени кога е најдобро тоа за нас. Сакам, почитувани гледачи, да ви рекламирам дописна библиска школа. За неколку секунди подоцна ќе имате и рекламата, ќе може да ја видите. Значи, тоа е онлайн дописна библиска школа под наслов Библијата зборува. Лесно може да ја најдете на интернет, да ги прочитате сите овде упатства кои се дадени, и овде имаме 8 прекрасни подрачја на проучување, онлайн курсеви на дописната библиска школа. Значи имаме и за семејството, имаме и за здравјето, за археологијата, за теологијата, 8 подрачја, интересни. Кога сакате може да прекинете, кога сакате може да продолжите. На крајот ќе добиете една прекрасна диплома за вас лично, но што е најбитно, ќе можете на овој начин да навлезете во тајните на Светото Писмо, да изградите вашата вера во Господа и да напредувате. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото Писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашата емисија. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо програмата на Глас на надежта радио, Глас на надежта од Кавадарци, емисија која емитуваме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Вчера, како што и сами знаете, беше Божик и денеска е се уште втор ден на Божик.
многу луѓе во западниот дел од светот го прославуваат 25 декември како ден на Христовото раѓање. За 14 дена, 7 јануари, па источниот дел, значи источната црква, православната секако ќе го прославува раѓањето на Исус Христос, но овие денови се е во духот на Христовото раѓање. Посебно во западните земји, како што реков, се слушат христијански песни за Христовото раѓање, се упатуваат пораки, разни слики се делат на Facebook страници и така натаму. Меѓутоа, еве да се подсетиме за вистинскиот Божик. Што се случило на вистина, почитувани пријатели на Божик? Во ова време, значи, во годината кога многу човечки умови се отворени за примање на речта Господова и кога размислуваат за раѓањето на Исус Христос, тоа е добра причина и ние да размислуваме за тоа. На почетокот сакам да ве подсетам, почитувани гледачи, што се случило пред повеќе од 2000 години таму на падините на Витлеем. Еве да прочитаме во Евангелието според Лука, 2 глава, 7 стих. И го роди својот син првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. Интересно, Марија и Јосиф отишле во Витлеем да извршат попис, бидејќи потеклото нивно било токму од тоа место. Марија била бремена и требало да се породи. Јосиф пробал да најде место во некое посоодветно место кај што Марија ќе се породи, меѓутоа немало место. Тие не биле на некој убаво место, тоа место не било идилична гледка за некоја божикна честитка. Денеска за Нова година и за Божик, кога луѓето меѓу себе се испраќаат честитки, Исус е насликан како јагне во убава штала, односно во насликано таму како некој меко кебенце, како Исус лежи, така натаму. Меѓутоа, толку убаво и не било. Тие не биле во хотел Хилтон обкружени со многу репортери. Ако денеска се роди некој бебе на некоја принцеза, на некој председател, тука ќе дојдат стотици новинари, сликари да го овековечат тоа место или тој ден на раѓањето на тоа дете. Меѓутоа, овде немало никого. Да се роди Исус во некоја палата, сигурно многу новинари би имало. Тоа би бил чувано телохранители, но Исус се родил во штала. Секој можел да влезе во неа. Исус е роден во смрдлива, темна и валкана штала. Тоа е последното место во кое би посакале да го донесете вашето новородено бебе. Исус дошол како понизен цар, кога била бремена, качена на магаре, Марија дошла во Витлеем и тука се породила. Со тоа Бог сакал нешто да покаже. Холивудските звезди се појавуваат во раскош и сјај, но не и царот на царевите. Изгледа намерно Исус не доаѓа со лимузина, туку со велосипед. Со тоа нешто сакал да покаже. Всушност, зошто е Исус роден во неудобна штала? Каде би се родило јагнето, почитувани пријатели, ако не во штала? Зар Исус не е спореден со јагне? Каде се раѓаат јагнињата? Тој дошол како понизно жртвено јагне. Исус дошол да го даде својот живот за нас. Тој дошол да го плати долгот што не го направил, за ние да можеме да го платиме долгот кој самите не можеме да го платиме. Исус бил роден близо гостилницата, но не и во неа. Во гостилницата немало соба за Исуса Христа, но вратата од шталата била широм отворена да го прими. Исус единствено доаѓа таму каде е добре дојден. Исус едноставно доаѓа таму каде е вратата отворена. И сега прашање за нас, драги гледачи, дали твоето срце, твојата врата на твоето срце е отворена денеска, ова утро да го прими Спасителот на светот? Дали е твоето срце отворено за Исуса? Вратата на шталата била отворена, Исус влегол во неа. Во Откровение 3 глава 20 стих читаме: Еве стојам на вратата и чукам, ако некој го чуе мојот глас, ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Тоа е местото каде што Исус доаѓа, каде што вратата е отворена. Тој исто така ќе дојде во твоето срце, ако вратата на твоето срце е отворена. Кога Марија и Јосиф заминале во Витлеем и кога Исус се родил, тие не се јавиле на своите ближни со мејл, по телефон или со SMS порака или на Вибер, за да ги известат дека убаво се сместиле во Витлеем и дека туку што добиле бебе и го нарекле Исус и дека можат да дојдат да ги посетат. Всушност, никој не знаел
kade se naoѓа Марија, Исуса. Никој не знал каде се наоѓа та штала, освен ако не биле водени од Бога и ако не ги следеле Божите пророштва. Но дали навистина никој не знал за тоа? Сепак некој знаел, бидејќи биле поврзани со небото. Ајде да го прочитаме извештајот во Матеј 2 глава. Може да читате од 1 до 12 стих, но ради времето ние сега нема да ги читаме ти текстови, но вие може да ги пронајдете во вашите Библии, почитовни гледачи. Сакам да видиме како првиот Божик произвел 4 реакции на Исуса. Секој кој барем еднаш се сретнал со него, се сретнал барем со една од овие реакции. Прво, некој сепак го барали Исуса. Второ, некој го игнорирали Исуса. Трето, некои се спротивставиле на Исуса. И четврто, некои го примиле Исуса. Дали ти го бараш Исуса во овој модерен 21 век, почитувани? Погрижи се да го следиш Исуса, да ја следиш вистинската звезда. Ако следиш погрешна звезда, никогаш нема да стигнеш на целта. Ние сакаме да следиме звезди денеска, дали се тоа јунаци филмски, спортски личности, бираме звезди за пратеници во државата, во државните тела и ги избираме за председатели на држави и премиери. Но холивудските звезди можат погрешно да те водат. Прво, тие можат да ти го одземат времето кое треба да му припадне на Исуса. Тие можат да го тргнат твоето внимание од она што треба да го гледаш. Човечкиот ум едновремено може да се насочи само кон една работа. Ако го потрошиш своето време гледајќи на погрешни звезди, ќе се едноставно оддалечиш од вистинската звезда. Исус е таа правата, вистинската звезда. Тој ги создал сите останати звезди. Исус им дал живот на сите останати звезди. Ако се насочиме кон нив, тие ќе го одземат нашиот потенцијал за духовно растење. Затоа ајде денеска да го насочиме својот поглед кон Исуса, да гледаме на Него и ќе ги примеме Неговите благослови. Вистина, Исуса го посетиле, како што вели текстот, тројца мудрици од исток. Тие го барали Исуса. Тие дошле и му дале големи подароци. Од тие подароци подосна Јосиф и Марија, кога заминале во избеглиштво во Египет, за да го сочуват бебето од ножот, од рацете на Ирода, цела година тие се издржавале, јаделе и живееле со подароците кои ги добиле тој ден кога Марија се породила. Затоа мудрите луѓе се наречени мудреци, зашто тие биле водени со мудроста Господова, иако биле паганци, иако биле незнабожци, но тие проучувале Библијата, односно тие ги проучувале тие историски факти, пророштва, зашто биле звездари, ги пратиле движењата на небото над звездите. И затоа, дали денеска ние сме подготвени да го бараме Исуса, како што го барале тројцата мудреци. Треба да одвоиме време за читање на картата на Библијата. Ако сакаме да го најдем Исуса, треба да ја следиме картата, таа карта е Библијата. Моли се и преку молитва ќе го пронајдеш Исуса. Тој е клучот за пронаѓање на Исуса. Вториот клуч е да помогнеш на другите да го пронајдат Исуса. Ако им помагаш на другите, тоа ќе ти помогне и на тебе лично. Некои, на жалост, го игнорирале Исуса. Тоа биле книжевниците и фарисеите кои имале Библијата, Стариот Завет во своји раце, но бадила, тие немале појма што ќе се случи. Тие очекувале нешто сосема друго. Покрај групата која го барала Исуса, имало една група која останала нема за Исуса. Во таа група биле фарисеите и книжевниците. И ги собра сите гласни свештеници и народни книжевници и ги распрашуваше каде треба да се роди Христос, а тие му рекоа: во Витлем јудијски, зашто пророкот напиша така: и ти, Витлеме, земја јудина, од тебе ќе излезе владетел. Интересно, овие свештеници и книжевници ја кажале вистината на мудреците и на Ирода. Тие не рекле: одете и барете го, ние немаме појма. Имале сепак некоја појма, но не биле целосно утврдени во правата вистина што ќе се случи, дека Исус треба да се роди во тело. И навистина денес луѓето го барат исто Исуса,
некој го бараат на погрешно место. Повеќе или помалку денес голем број луѓе од овој празник Божик направиле бизнис. Која е целта на сите овие свечености што денеска и за 14 дена повторно една друга група на христијани ќе го слави Христовото раѓање? Наводно се прослави Исусовото раѓање, затоа тие велат ете во чест на Христовото раѓање, но милиони така наречени христијани го исклучуваат Исус од неговиот собствен роден ден. Кога Исус би се појавил денеска на својот роден ден и би виделе како милиони луѓе одат по дуќаните, барајки скапи подароци за своите ближни, дали Исус би изреагирал како во првиот век кога ги истуркал масите на трговците во храмот во Ерусалим? Знаете, денеска кога се слави роден ден на некој човек или на некој дете, па тој присутен тука, тој е во центар на вниманието. Но на жалост денесните христијани го истиснале, го изгубиле Христа и тие за време на тие родендини, односно на Божик, се слават себе си, разминуват подароци, а го нема никаде Исуса во нивните срца. Бог денес не повикува, зато излезете од меѓу нив и одвојте се, вели Господ. Јас не повикувам да го отфрлиме Божик, туку да го искористиме за изградба на нашата љубов кон Исуса. Не е греф ние да се сетиме за Христовото раѓање, но не го знаеме точно датумот, ниту е на 25 декември Исус роден, ниту на 7 јануари. Убаво е да се сетиме за Христовото раѓање, зашто ако немало раѓање, ќе нема ни смрт. Но Библијата не му дала големо значење на самиот ден на раѓање, туку на чинот. Тој чин е важен што Христос се отелотворил, зел човечки лик, живел 33 години и на крајот го дал својот живот за нас. Затоа, почитувани пријатели, убаво да се сетиме, ќе се повторам уште еднаш, но да не одаваме таква голема почит на самиот настан, а оној кој е важен во тој настан, на жалост денеска луѓето го изгубиле. И сосема на крај, еве 4 точки кога размислуваме за Божик и за Христовото раѓање. Препознај дека ти е потребен спасител. Второ, замоли го Исуса да ти ги прости гревовите и да ти подари вечен живот. Трето, стави го Исуса на прво место во својот живот. Дај го своето време, енергија и љубов на Исуса како четврто. Верувај, тогаш ќе го вкусиш вистинскиот Божик. Ако му го предадеш своето срце на Исуса, тој ќе ти подари вечен живот. Тоа е размена на подароците. Ќе го сториш ли тоа денеска? Да не разминуваме само подароци, туку да своето срце го отвориме. Исус да се всели длабоко во нас. Дали е то 25 декември, дали е то 30 декември, или 1 јануари, или 31 јули, не е важно. Важно е постојно, секојдневно Христос да се раѓа во нашите срца и да го следиме патот кој тој го поставил и да веруваме во него, да веруваме во неговата смрт, односно раѓање и смрт, зашто тоа е многу важно за христијаните. Без тоа ние би биле за секогаш изгубени. Продолжуваме, почитувани, со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашата емисија. О света ноќ, dok zvijezde sjaj svoj šalju, u tebi spas svijeta tog rodi se. Vjekovi mnogi čekali su ženo, spasenja čas koji Bog daje nam. Kroz noć zajada nebo radost javlja i mir širi divne pjesme glas. Čujte svi taj glas što radost nosi za vas, za vas. Je rođen
Evo ne повторно назад, драги гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата емисија. Кога зборуваме за животните искуства, ова утро сакам да споделам едно размислување за мајката, како столб, како центар во секое семејство. Секако и таткото е важен. Меѓутоа, еве неколку мисли денеска ќе посветиме за мајката. Ова тема или ова размислување носи наслов "Се се врти околу неа". Тешко е да се замисли среќен дом без мајка, зашто во домот се врти околу неа и во најголем дел благодарение на неа домашниот живот ја добива својата вистинска смисла. Без мајката домот е празен, без оглед на тоа колку лица во него живеат. Таа најдобро ги познава потребите на своето семејство и на секој нејзин член и се грижи секој да го добие она што му е потребно. Никогаш не може доволно да се нагласи важноста на нејзината служба. Мајката мора да се помири со тоа дека современиот живот донесува многу грижи. Се разбира, секојдневниот живот не сме да го намали нивото на нејзините идеали. Таа мора да ги поучува своите деца за се што е вистинито и право, и со збор, и со својот пример. Во нејзиниот живот не сме да има место за нетрпение и самосожалување. Мајката во домот се служи само со зборови кои даваат убавина во се што се случува во домот. Таа пред спиењето ќе им раскаже на децата некоја убава приказна, ќе им каже нешто посебно, блиско или ќе им прочита нешто корисно и интересно. Таа секогаш ќе ги изнесува на челата, а на децата ќе им препушти нешто убаво од низините зборови да извлечат поука. Оно што се прави и она што е во семејството, тоа е многу поважно отколку само да се зборува. Животот на родителите, на децата со години го посматраат, има најсилно влијание. Само со пример децата може да се потикнат да тргнат по патот на правдата и вистината. Освен тоа, мајката треба да знае дека низината сила нема да биде доволна ако сака својата благородна улога да ја одигра како што треба. Таа секогаш мора да се потпира на една сила која е неспоредливо поголема од низината. Таа треба да бара божествена помош. Познатиот француски педагог М. Комолеси го опишува случајот на една мајка, па да го проследиме. На прашањето како успеала правилно да ги одгледа своите деца и да правилно да ги воспита, таа мајка одговорила: "После смртта на мојот сопруг останав сама со своите деца. Морав брго да одлучам што да превземам. Прво решив да испитам својата совест, испитувајќи се самата себе, видов дека ми се потребни промени. Не се колебав да го сторам тоа и од тој ден постојано се трудам, што подобро да го изградам својот карактер." Дали е тоа се што сте го сториле за своите деца, запрашал Комолеси. Мислам дека тоа е се. Јас постојано се трудев да се усовршам себе си, а Бог истото тоа го направи со моите деца. Усовршавајќи се себе си под влијанието на божествената сила, ова мајка станала мощна, добра воспитувачка, стекнала многу доблести и пронашла доволно сила да изврши својата благородна задача. И добро е тоа што со Божја помош одгледала дури 10 деца. Скоро несвесно таа на своите синови им го пренесувала својот дух на великодушност, а на керките дух на пожртвованост. Да, скоро несвесно таа се вброила меѓу оние мајки кои соработуваат со Бога во обновувањето на Божјот лик во човечките души. И ние можеме да бидеме такви мајки. Навистина, прекрасно четево како оваа жена, толку многу деца, останала без сопругот, но со Божја помош, таа собрала сила да сите деца ги изведе на пат и била навистина благословена, радосна и среќна. Ќе продолжиме почитување со уште една песна, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата емисија. Секој
više nesu, životom je potežao kod se. Sepak znam so mene od Isus, nemam strah od utrešnjio den. Sega znam doj kade ke me vodi, znam i pad od koku te se ne. Sekoj god toj podnosljiv go pravi, se do onoj slaven den. Sekoj den je poblizu do mene, pa to toj go poznava do kraj. Mojo tovar sega stana lesen, toj mi pomaga, jasne sum sam. Sega sigurno do krajke stigam, ke me vodi Isuse koji mi. Bezbeden sum koga toj me ima, toj mi dava večer mir. Progonstvo i beda koga dojda, čuvaj me i togaž Bože moj. Si od život veren da ti bidam, sakam se kogaž da bidam tvoj. Ti me tešiš togaž koga stradam, za mene ko dade sino svoj. So tebe vo večnost da bidam, da go gledam likom tvoj. Во следнава рубрика, почитувани пријатели, драги гледачи, зборуваме за здравите рецепти или совети од полето на здравјето. Ово утро сакам да ви споделам кратки совети во врска со рецепти за готвење, за здрав начин на исхрана. Повторно имаме денеска совети, односно рецепти од Валентина Глигорова, нутриционист, личност која се бави со пораки или ги истражува овие убави работи кога е во прашање здравата исхрана. Еве, таа ни сподели во едно списание своји напишани рецепти, јас ке ги пренесам до вас, почитувани гледачи. Прво, чоколаден пудинг од киноа. Се вари 50 грама киноа. Потоа сварената киноа се соединува со претходно блендирани една банана, 3 или 4 урми, една мала лажичка какао и четврт авокадо. Второ, нутела овесна каша. 4-5 лажици овесни снеголки се топат со топла вода, а потоа им се додава 2 лажици таан, 4 урми, една банана, 100 грама малини, цимет, сето тоа се блендира. Тоа се кратки рецепти, но многу ефикасни, многу хранливи и содржајни. Трето, овесна каша со капини, јагоди и цимет. Овесни снеголки се топат со топла вода, се додава 100 грама капини, 100 грама јагоди и цимет. Четврто, портокал, вишна, овесна каша. Еден цеден портокал, грст вишна, една круша, овесни снеголки претходно накиснати во вода и цимет, се блендира и се служи. Пето, овесна каша со цимет, чија семе и малини. Се топат овесни снеголки во вода да обстојат. Потоа се додава цимет,
cimet, grst malini, rendano jabolko, 2 urmi, čije seme prethodno ostaveno vo voda. 6. Mlečen kalcijum šejk, 50 grama indijske orevi, polovina čaša šumsko ovoše, polovina banana, polovina lažička cimet, voda, sve to se blendira i se služi. 7. Dijetalni bombici su susam gotovi za 10 minuti. Vo multipraktik se blendirat 200 grama pečeni lešnici, 2 lažici nutaralno kakao, med i tan. Prethodno sojediniti vo jednakva doza. Vo smesata se dodava malko blago po želba, ceden sok od citron i portokal koliko da se sojedini. Smesata se prava topčenja se valka vo podpečen susam. 8. Zdrav sirov, džem od slivi i lešnici. Se blendirat 100 grama lešnici vo multipraktik ili blender, dopolnitelno se dodava 400 grami suvi slivi, 200 grama borovinka, sveža ili odmrznuta, zavisi od sezonata, ceden sok, od 2 do 4 mandarini, 2 lažici agave sirup, stevija ili med se blendira povtorno za da se dobije homogena masa. I evo ušte jedan recept vege pašteta. 200 grama indijski orevi, 100 grama sončogled, 2 domata, 3 do 4 češenja luk, himalajska sol, začini po izbor, site sostojki se blendirat zajedno dodeka ne se dobije homogena masa. Evo, Gispodelivme ovje 9 sovjeti, koga je prašenje zdravata ishrana. Vjerujem ki vi koristat početovani gledajući. Ako se ne zapametivte, slobodno može da go gledate, ova naša emisija, ovo repriza, odnosno da go pogledate snimakot na naša ta stranica, znači na Facebook stranata Radio Glasna Nadešta ili na YouTube kanalot Radio Glasna Nadešta. Spodelite ova emisija su vaši prijatelji, su vaši rodnini, vidjeki vjerujem dodeka nije gi imituvame ove naši utrinske emisije, mnogo od vas ste na rabota i ne može da ne direktno sledite, no zato postoji možnost da gi gledate ove repriza, site ove naše emisiji i da gi spodeluvate ove interesni recepti, zdravi recepti za vas i za vaše prijatelji. Evo ke napravimo još jedna kratka reklama, da je slušate reklamata za dopisata biblijska škola, a potom povtorno ke se vratime da je prosledime i poslednata rubrika v ova naša denešna utrinska programa. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве не повторно во живо, директно од студиото на Радио Кавадарци, односно Гласна Надешта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок. Во минатите емисии пренесувавме интересни детали од книгата на професорот Драго Обрадовиќ, Археологијата ја потврдува Библијата. Таа книга скоро дојде до крај, ги исцрпивме сите информации, но зато имаме нова книга, повторно од професорот Драго Обрадовиќ. Тоа е книга Археологијата и Библијата. Исто така може да ја набавите и да имате во ваша собственост, да ја читате, да изучувате, зашто овде има многу интересни податоци, пронајдени
и запишани и денеска, ова книга настанала токму од таквите извештаи кои археолозите ги пронашле додека вршеле искупување на Блискиот Исток. Да видиме сега за ова наша утринска емисија начинот на кој начин се пишувани книгите во тоа време, па и самата Библија. Значи, начин на кој се пишувани книгите во минатото. Кога еден современ писател денес пишува книга секако, тој седнува на работна маса и пишува на хартија со молив или со хемиско пенколо. Користи машина за пишување, значи го куца, го чука текстот на машината или пак преку компјутер го внесува истиот тој текст. Ако има секретарка, тогаш тој диктира директно или на диктафон, а таа текстот го пренесува на хартија или го внесува во компјутер. Потоа ракописот оди кај лектор на лектура, па кај коректор на коректура и најпосле кај уредник и тој го прегледува ракописот. Тоа е процедурата, системот како денеска настанува една книга. Значи има свој редослед. Во процесот на подготовката на книгата е вклучен и дизајнер, кој ќе ја дизајнира и така подготвена оди во печатница, значи ја уредува насловната страна, ако има внатре фотографии, ги средува според текстот и така натаму и вели оди таа книга подготвена во печатница, каде што се печати, се поврзува во книга и се продава. Дали некојаш сте се прашале како еден писател во старо време пишувал книги? Овој пат не сакаме да се впуштаме во духовниот и психичкиот процес на припишувањето, туку ќе го опишеме техничкиот процес и материјалот што се користил при пишувањето на книгите. Благодарение на археологијата и на некои библиски извештаи можеме да дадеме прилично добар одговор на нашето прашање. Одговорот ќе покаже дека начинот на пишување во старо време не се разликувал многу од методот и начинот на пишувањето и во нашето време. Прво издание на книгата на пророк Еремија. Во 36-та глава од книгата на пророк Еремија наоѓаме извештај на кој начин пророкот го напишал првото издание на својата книга. Читаме дека Бог му заповедал на пророкот Еремија да земе свиток и да ги напише сите зборови што му ги кажал. Тоа се случило во 605 година пред Христа секако. Пророкот го повикал својот секретар Варух и му ги диктирал вестите и пораките што Господ му ги испратил. И го повикав Еремија, Варуха синот, и го повика Еремија Варуха синот Нириев и ги напиша Варух во книга како свиток од устата на Еремија сите Господови зборови што му ги кажал. Еремија 36 глава 4 стих. Потоа книгата е читана пред царот Јоаким, а ја читал човек по име Јехуди, но царот бил незадоволен со низината содржина и ја уништил. И сега овде имаме текстови кои тоа го опишува дека царот се разлутил, ја скинал и така нато. Може читате 20 стих во книгата на пророк Еремија 36 глава. Одиме еден чекор понатаму. Може би најинтересно во овој извештај е тоа што својата книга пророкот не ја пишувал сам, туку му ја диктирал на својот писар, секретар Варух. Може би Еремија не знал ниту да чита, ниту да пишува. Ова не треба да не изненади, зашто на Стариот Исток вештината на пишување воопшто не била широко распространета, туку била ограничена на малечка група на луѓе. Школувањето на еврејскиот секретар, писар, веројатно опфаќало долг временски период, особено во земјите кои користеле клинесто писмо, многу компликуван и тежок систем на пишување. Палестинските папируси, односно писари кои пишувале подосна и на папирус, пишувале со полесно писмо, но без сомнение некои од нив знаеле да го користат клинестото писмо и од нив се барало да ги знаат арамејскиот и еврејскиот јазик. Во Вавилон и Сирија писарските школи често се наоѓале во склоп на храмовите, а може би така било и во Палестина. Во Рас Шамра, во Сирија, во близина на храмот, археолозите ископале остатоци од голема зграда која била библиотека и писарска школа. Еве, тука ќе престанеме со читањето, ќе продолжиме во наредната емисија, почитувани гледачи. Сакам да ве предизвикам да не следите и утре, да видите што се случувало понатаму, кои материјали ги користеле
луѓето во тоа време за пишување. Ние денес имаме моливи, имаме пенкала, има други стилови на пишување, на компјутер, на машина за пишување. Меѓутоа, кои средства ги користеле луѓето во тоа време, пред неколку илјади години, ќе ви пренесам во наредната емисија. Затоа најсрдечно ве поканувам и утре наутро да се сретнеме повторно. Полека се ближиме кон крајот на оваа календарска година. Ние до крајот на годината ќе имаме утрински емисии, ќе направиме на пауза после празниците и во догледно време повторно ќе бидете известени кога ќе продолжиме. Но се гледаме, значи, утре повторно во 8 часот и 30 минути. Ве благодарам што ја следите нашата емисија и што сте со нас секој утро и ние сме со вас. Пренесете им на вашите пријатели, на вашите роднини, дека можат да ја следат нашата емисија. И сосема на крај, повторно, сакам да ви го препорачам ово мало ливче, или како да го наречеме маркер, кој може да го имате и вие во ваша собственост. Сакаме да ви ја честитаме и на овој начин, почитувани гледачи, новата година со прекрасен библиски текст од Исаја 41:10. Не плаши се, јас сум со тебе. Кога денеска сите сме ние вознемирени и уплашени, Бог ни порачува да не се плашиме. Тој ќе биде како што е и сега со нас во 21 година, ќе биде и во 22 година со сите нас, со сите вас, ако му чврсто веруваме и ако го следиме. Посакувам, почитувани гледачи, убав ден, бидете одговорни, чувајте се и се гледаме утре повторно. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.